Качамак со месо и чаша расолница и денес се подготвува, дури се греат граѓаните на шпорет на дрва. Иако често се смета за јадење од минатото, анкетата покажува дека навиките се уште обстојуваат. Најчесто се прави по стара рецепта, но дел од граѓаните велат дека наместо пченкарно брашно користат палента. Причината е практичноста, а не промената на вкусот. Традиционалниот оброк, велат и понатум, има свое место на трапезата. Јаде се како не. Правим, па ја прави нечна. Не, ја од палента правам, иначе слушај. Тоа бе баба ми, мајка ми го правеа. Тоа е малку длага процедура. Например? И па тоа е, слушај, негде тоа специјално брашно од муморузна шо е. Па тоа треба да се варе потвориш дупку средината, па длага и широка е тоа е многу. А палентата не ли гледаш за 10 минути 15. Поубаво е да си направиш бакардан онаков селски, мислам старовремски. Нека става джемеринки. Да, некој джемеринки, некој сирење. Чубаво е. Бубаво е како не. Јадеше се едно време, сега? Сега не. Ја не верувам сега некој да го прави тоа. Младите ни не знаат што е. Јаде се, зашо да не се јаде. Јадете ли ви? Јадеме бакардан, ние правиме со месо или со урда. Па ставе се, врие се повише време и после се избрка убаво и подпечат го и ставиме месо сгоре и јаде. Може, да, и со расолница може. Со расолница? Може и со расолница, јас со расолница порано така го јаде. Во Штип ова брашно се среќава и по 60 денари за килограм. Михајло Атанасов од Кратовско, пченката ја меле на воденица на Крива река. 60 денари го меламе на воденица, а цената е прикладна, убаво за јадење, иначе се прави од пченка која е не е сточна, него ова за јадење. Да, на вода. На која река? Крива река, Кратов. Според повозрасните, качамакот се подготвува неколку часа. Пченкарното брашно се става на тиво коган да зоврие. На средината се прави мала празнина, а во истата се става сукалка, со која се промешува истото брашно.